Глава 1. Павле, апостол на Христа Исуса, по повелбата на Бога, нашиот Спасител, и на Христа Исуса, нашата надеж, до Тимотеј, вистинското чедо во верата. Благодат, милост и мир од Бог Таткото и Христа Исуса, нашиот Господ. Како што те молев, кога одев во Македонија, да останеш во Ефес, за да им заповедаш на некои да не поучуваат поинаку и да не обрнуваат внимание на митови и бескрајни родословија, кои повеќе ги потикнуваат препирањата, отколку подкрепата на Божјата управа, која е по верата. А целта на наредбата е љубов од чисто срце и добра совест и нелицемерна вера, од што некои, откако не ја постигнаа целта, застранија во празни зборови, сакајќи да бидат учители на законот, иако не го разбираат ни она што го зборуваат, ни она што го тврдат упорно. Ние пак знаеме дека законот е добар, ако некој го применува законски, знаејќи го ова, дека законот не е воспоставен за праведникот, туку за беззакониците и непокорните, за безбожниците и грешниците, за несветите и нечистите, за убијците на татковци и убијците на мајки, за оние кои убиваат луѓе, за блудниците и за мажи кои се полово изопачени, за трговците со робови, за лажливците, за лажно заколнувачите и за се друго што и е противно на здравата наука, според славното Евангелие на блажениот Бог, кој ми е доверено мене. Му благодарам на Христа Исуса, нашиот Господ, кој ми даде сила за тоа, зашто ме сметаше верен и ме постави на служба. Мене, кој порано бев хулител и гонител и насилник. Но добив милост, зашто го правев тоа од незнаење и неверување. А благодата на нашиот Господ, со верата и љубовта, изобилуваше во Христа Исуса. Верно е Словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. А добив милост токму затоа, за да ја покаже Христос Исус прво во мене сета своја трпеливост, за пример на оние кои ќе веруваат во Него за вечен живот. На Царот на вековите, бесмртниот, невидливиот, единствениот Бог, чест и слава во сите векови. Амин. Оваа заповед ти ја предавам, чедо Тимотеј, согласно поранешните пророштва за тебе, за да војуваш добра војна, имајќи вера и добра совест, кои некои ја отфрлија и претрпеа бродолом на верата. Меѓу нив се Именеј и Александар, кои ги предадов на сатаната, за да научат да не хулат. Глава 2. Така, пред се да се прават прозби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на власт, за да можеме да проживееме тих и мирен живот во сета побожност и честност. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, зашто Бог е еден, и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во вистинско време, за кое јас бев поставен за проповедник и апостол. Вистина велам, не лажам, за учител на народите во верата и вистината. И така, сакам мажите да се молат на секое место, подигајќи ги светите раце, без гнев и препирка. Исто така и жените, да се украсуваат во пристојна облека, скромно и предпазливо, не со плетенки и злато, или со бисери,
или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жените, кои споведуваат дека се побожни. Жената да се учи во тишина и во секаква покорност, а на жената не ѝ дозволувам да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна, зашто прво беше создаден Адам, потоа Ева. И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и падна во престап, но таа ќе биде сочувана со раѓање на деца, ако останат во верата и љубовта и во светоста со умереност. Глава 3. Верно е словото. Кој ревнува за епископство, добра служба посакува. Според тоа, епископот треба да биде непорочен, маж на една жена, трезвен, разумен, пристоен, гостолюбив, способен за поучување, не пијаница, не жесток, не лаком, туку благороден, не наклонет на препирка, не сребролюбец, кој управува добро со својот дом и има покорни деца со сета честитост. Зашто ако не знае да управува со својот дом, како ќе се грижи за Божјата црква? Да не е новообратен, за да не се возгордее и да падне во осудата на ѓаволот, а треба да има и добро сведоштво и од надворешните, за да не падне во прекорување и во стапица на ѓаволот. Исто така, ѓаконите треба да бидат честни, недвојазични, да не сакаат многу вино, не лакоми на срамна печалба, кои ја пазат тајната на верата со чиста совест. И тие прво да бидат испитани, и после да ја вршат службата, ако се непорочни. Исто така жените нивни треба да бидат честни, да не клеветат, трезвени и верни во се. Ѓаконите да бидат мажи на една жена, кои управуваат добро со своите деца и со своите домови, зашто оние кои извршиле добро својата служба, добиваат честна положба и голема смелост во верата во Христа Исуса. Ова ти го пишувам, надевајќи се дека скоро ќе дојдам при тебе, но во случај да се подзабавам, да знаеш како да се однесуваш во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината и поопшто признание. Голема е тајната на побожноста. Оној кој се јави во тело, беше оправдан во духот, им се покажа на ангелите, беше најавуван меѓу народите, поверуван во светот, беше вознесен во слава. Глава 4. А духот јасно вели дека во подоцнежните времиња некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења, преку лицемерството на лажливците, кои се жигосани во својата совест, кои забрануваат стапување во брак и бараат воздржување од јадењата, што Бог ги создаде, за да ги земаат со благодарност верните, кои ја познаа вистината, зашто секое Божјо создание е добро и ништо не треба да биде отфрлено, ако се прима со благодарност, зашто се осветува преку Божјото Слово и молитвата. Ако ги советуваш во ова браќата, ќе бидеш добар служител на Христа Исуса, кој се храни со зборовите на верата и на добрата наука што ја следиш, а избегнувај од нечисти и бабешки приказни. Туку обучувај се во побожност, зашто телесната обука е малку полезна, а побожноста е полезна за се, зашто има ветување за сегашниот и идниот живот. Тоа е вистинско слово и достојно за полно примање. Имено, затоа ние се трудиме и се бориме, зашто се надеваме во живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, особено на верните. Наложувај го и учи го ова. Никој да не те презира заради твојата младост, туку биди им пример на верните во словото, во поведението, во љубовта,
во верата, во чистотата. Додека дојдам, внимавај на читањето, на опоменувањето и на поучувањето. Не занемарувај ја дарбата која е во тебе, која ти е дадена преку пророштво, со ракополагањето на старешините. Исполнувај го тоа, биди во тоа, и твојот напредок да им биде видлив на сите. Внимавај на себе си и на учењето. Истрај во тоа, зашто правејќи го ова, ќе се спасиш и себе си и оние кои те слушаат. Глава 5. Не укорувај строго постар човек, туку опоменувај го како татко, помладите како браќа, постарите жени како мајки, помладите како сестри, со секаква чистота. Почитувај ги вдовиците, кои се вистински вдовици. Ако некоја вдовица има деца или внучиња, тие нека научат прво да покажат побожност кон своето семејство и да им враќаат на своите родители, зашто тоа е добро и угодно пред Бога. А која е вистинска вдовица и останала сама, таа ја ставила својата надеж во Бога и е постојана деноноќно во прозби и молитви, а онаа која живее сладострастно, жива е умрена. Пренеси го и ова, да бидат непорочни. Ако некој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош од оној кој не верува. Во вдовичкиот список да се запишува таква вдовица, која не е помлада од 60 години, која била жена на еден маж, која има сведоштво за добри дела, ако ги одгледала децата, ако била гостолюбива, ако им ги миела нозете на светите, ако им помагала на страдалниците, и ако одела по секое добро дело. А помлади вдовици не примај, зашто кога ќе ги привлече на сладата, спротивно на Христа, сакаат да се мажат, со што навлекуваат врз себе осуда, зашто отстапиле од првото убедување. А освен тоа, бидејќи се без работа, свикнуваат да одат по куќите. И не само без работа, туку се изборлести и љубопитни, и изборуваат што не треба. И така, сакам младите вдовици да се мажат, да раѓаат деца, да водат домаќинство, за да не му даваат на противникот никаков повод за хулење. Имено, некои веќе застраниле и тргнале по сатаната. Ако некој верен или верна има вдовици, нека ги помага и нека не биде оптеретувана црквата, за да може да им помага на оние кои се вистински вдовици. На старешините, кои управуваат добро, треба да им се укажува двојна чест, особено на оние кои се трудат во словото и поучуваат. Зашто писмото вели: не заврзувај му ја устата на волот што врши, и работникот ја заслужува својата плата. Не примај обвинение против старешина, освен по изјава на 2 или 3 сведоци. Оние кои грешат, изобличи ги пред сите, за да имаат и другите страв. И те заколнувам пред Бога и пред Христа Исуса и пред избраните ангели, да го пазиш ова без предрасуди и да не правиш ништо по пристрасност. Не полагај раце пребрзо на никого, не учествувај во туѓи гревови, пази се чист себе си. Не пи веќе само вода, туку земај помалку вино заради твојот желудник и честите боледувања. Гревовите на некои луѓе се видливи и одат на суд пред нив, а на некои одат по нив. Исто така и добрите дела се видливи, а и кои не се, не можат да се скријат. Глава 6. Робовите кои се подјармени, да ги сметаат своите господари, достојни за секаква почест, за да не се хули Божјото име и науката. А оние кои имаат верни господари, да не ги презираат, затоа што се браќа, туку да им служат подобро, зашто оние кои се ползуваат од нивните услуги, се верни и возљубени браќа.
Така поучувај и проповедај. Ако некој поучува инаку и не ги следи здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос и на науката на побожноста, тој е надуен и не знае ништо, туку боледува од желба за распрашувања и препирки, од кои произлегуваат зависта, расправиите, хулењата, лукавите сомневања, празни препирки меѓу луѓето со изопачен ум и лишени од вистината, кои мислат дека побожноста е средство за печалба. Побожноста и е голема печалба, кога е здружена со чувство на задоволство. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. А кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. А оние кои сакаат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. А ти, Божи човеку, бегај од се тоа и стреми се кон праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Бори се во добрата борба на верата. Зграби го вечниот живот за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Ти заповедам пред Бога, кој оживува се, и пред Христа Исуса, кој пред Понтие Пилат ја посведочи добрата исповед, да ја пазиш заповедта чиста и непорочна, до јавувањето на нашиот Господ Исус Христос, кој во свое време ќе го открие блажениот и единствениот владетел, цар над царевите и господар над господарите, кој единствено има бесмртност, живејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему чест и вечна сила. Амин. Заповеда им на богатите на овој свет да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство, туку во живиот Бог, кој ни дава изобилно се за наслада. Да прават добро, да бидат богати во добри дела, да бидат дарежливи и заедничари, да собираат за себе благо како основа за иднината, за да зграбат вистински живот. О Тимотеје, пази го она што ти е доверено и отстранувај се од нечистите и празни разговори и спротиставувањата на лажно нареченото познавање, за кое некои се држат и така се отклонија од верата. Благодат со тебе. Амин.